сабота, нови две четвртфинални пресметки на Европското првенство во Германија. Првите два надпревари беа многу поинтересни. И од сабота ќе биде интересно, ама нема да биде толку интересно како во петок. Ајде почнуваме одма. Прв надпревар Англија, Швајцарија. Англија, човече. Пристигнаа на Европското првенство како прв фаворит за титула. Сите букмејкери се сложија. Коефициентот за Англија најмал, ама не ги оправда очекувањата. Најпрво во групната фаза има бледи изданија. Благо кажано бледи изданија. Со една победа над Србија 1-0. И нормално се засилија критиките кон Саутгейт, као оне главен виновник за слабостите. А слабостите највеќе се видоа во осмина финалниот дуел со Словачка. Англија беше на 30 секунди пред елиминација од Словачка која водеше до 95-та минута. И се појави спасителот Белингам, даде крајно атрактивен гол со ножички и ете Англија во продолженија Хари Кейн за 2-1. Сега Белингам после голот направи еден срамен потек. По УЕФА отвори истрага. Да беше некоја друга селекција или друг фудбалер, ќе беше суспендиран. Вака имаше истрага, немаше санкција и Белингам ќе игра во четвртфиналето. Сега дали ќе помогне, ќе видиме. Швајцарија уште еднаш покажа дека се мајстори за големи надпреварувања и дефинитивно оваа селекција знае да игра турнирски. Минатото европско првенство во осмина финалето ја елиминираа Франција, сега ја елиминира Италија. Во фантастична форма се на минатите 18 надпревари имаат само еден пораз. Само доверба на високо ниво, тимскиот дух, главен адут на оваа селекција и Швајцарија може да елиминира и Англија. Мислам дека ќе следиме продолжение, а во нив се е можно. Што знам? Конечен 1-1 продолженија и Швајцарија иде дале. Холандија, Турција, втор надпревар за сабота. Имаше среќа Холандија што нема пак да игра со Австрија. Не покажа добри игри во групната фаза, дефинитивно признавам, меѓутоа во осмина финалето со Романија конечно одиграл нака како што треба. Коди Гакпо е главната фаца на репрезентацијата и директно учествуваше во 80% од головите на Холандија. И сега ќе имаат улога на фаворити со Турција. Среќа што се падна во оваа група од четвртфинални пресметки и реално имаат отворен пат до финалето. Дечки, ајде одиграте како што треба, зашто ако одиграат како против Австрија, тогаш има отворен патот ама кон Амстердам и така блиско е. Турција и пред почетокот на европското првенство кажавме дека Турција е еден од фаворитите од сенка. Имаат одлична репрезентација и со право очекувањата се толку високи во оваа земја. И јас воопшто не сум изненаден што се најдоа тука. Освен мечот со Португалија на сите други надпревари победија, а ја добија и новата звезда Арда Ѓулер. Монтела им пренеси италијански менталитет, оној позитивниот италијански менталитет. А тоа се виде на осмина финалниот надпревар со Австрија каде што победија со 2 гола од корнер и беа одлични во одбраната. А Австрија беше фаворит, чак збореа дека ќе одат и на трофи. Тој надпревар го обележа Демирел. Даде 2 гола од корнер, но не го обележа само поради головите, туку и поради гестот. Кога прославуваше за головите, покажа националистички символи по УЕФА бара објаснување. И се заканува со суспензија. Баш ме интересира дали ќе го казнат или ќе помине како Белингам. Да видиме дали УЕФА има двојни аршини. И Холандија теп, ама чекам голови на двете страни. 3-2, 2-1, толку со четвртфиналето. Следните видеа се за полуфинале. Дечки, следете на социјалните мрежи на Инстаграм и на Фејсбук, имаме интересни објави, слики, видеа и така натаму и така натаму. Бидете со нас, поддржете не со лајк, со сабскрајб на YouTube каналот BMG Network и очекувате ново видео. Чао!